Несовесните граѓани и бавниот одговор на надлежните претворија делови од Куманово во вистински депонии. Ниската култура на жителите кои своето ѓубре го фрлаат на секаде го нагрдува лицето на градот, а тоа се чини не им пречи на луѓето одговорни да се справат со проблемот. Не е потребно да одите многу далеку за да забележите купишта расфрлан градежен отпад, картонски кутии, конзерви, стари апарати за домакинство, планини од пластика и хартија. И тоа не само во периферијата. Ѓубрето е редовна појава и по најурбаните делови од градот. Од јавното претпријатие Чистота и зеленило велат дека не постои правило каде и кога ќе се појави дива депонија. И оти ги има и во најурбаните населби и во руралните делови. Ова е сликата од самиот влез на градот од страната на Крива Паланка, во близина на селбата Средорек, каде што коритото на двете кумановски реки буквално се претворени во депонија. За жал, ова не се единствените диви депонии кои што самите граѓани ги создаваат во близина на нивните живеалишта. За проблемот во повеќе наврати претходно алармираат и од Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Куманово не само што е најзагаден град, туку и најволкан град во Европа. Сите сме сведоци на хаосот со снегот, но сведоци на тоа што го има под снегот и околу контейнерите. Куманово деновиве е преплавено со нечисти контейнери, смет и непријатна миризба која се шири од нив. Затоа јавното претпријатие Чистота и зеленило, како и за градоначалникот и сите нивни кадри од СДСМ, излегуваат повеќе афери отколку дела. Поради неспособноста на градот да се исчисти снегот, камионите не се во можност да го соберат ѓубрето, а граѓаните се оставени повторно сами на себе да се снаоѓаат покрај со снегот, сега и со ѓубрето. Покрај тоа што претпријатието е оптоварено со кадри, истиот тој кадар граѓаните не го гледаат и резултатите од нивната работа ги нема. Градот тоне во ѓубре и смет, а тоа само говори за капацитетот на оние кои раководат со градот и со претпријатието одговорно за тоа. И надлежните и жителите, меѓу кои интересно и дел од одговорните за проблемот, се чини без проблем секојдневно се движат преку смет. Преку најразновиден отпад создаден од самите нив или од сограѓани во близина на нивните куќи се движат деца, возрастни, пеш и со автомобили. Неретко и садовите за смет, поставени од комуналното претпријатие Чистота и зеленило, не се доволни за да го соберат отпадот, а и бавната реакција на надлежните ги преполнува контейнерите, па ѓубрето завршува на сите страни. Тоа требаше да се чисти на време кога беа тие поплави. Ја не знам зошто. Целата река натаму е дива депонија. Се до пројавце може да најдеш секако ѓубре. Чини може ли да биде почисто малку Куманово? Не верувам да може да биде. Да погледате моја улица да дојдете тој позади Автомакедонија. Ви знаете ли што е? У лето да видите катастрофа, прашина, ѓубре, прљавштина, 300 стана се лоцирани на едну страну само од улица. Од центар 150 метра. 100 метра уствари, од центар, од плоштад. Треба редовно да се чисти. Ама постојано ова е дива депонија? Да, постојано. Таа е постојано, како знам ја, тоа е депонија стои. И несовесни служба, и такви услови се, такви луѓе не сакаваат. Ама не изгледа убаво сепак. Па не изгледа убаво, те си види дека не изгледа убаво. Па и луѓето се несовесни, а и службата покасно. Ама сега кога не е убав, после сликата на градот не е убава. Не е убава, нормално дека не е убава. Требало и да се казнуваат луѓето и да се зема, да се чисти, почесто да се работи на тоа. Се на сите им пречи ретко кој презема нешто. Одговорните велат дека дивите депонии ги расчистуваат доколку има дојава од граѓаните, по констатирана појава на вакви жаришта од страна на нивната екопатрола или по налог на градот.